Ниските температури негативно се одразија и врз патничкиот сообраќај, велат од Автоатом од Кочани. Заради неорганизираноста на службите одговорни околу расчистувањето на патиштата, отежното се одвиваше и сообраќајот, и автобусите на Автоатом поминаа со потешкотии, заробени, понекои и замрзнати, но сепак Автоатом успеа да ги одржи линиите. По-конкретно, Бадник вечер имаме проблеми, со тоа што имаме заробени автобуси на автобуската постојка, освари на автобуската станица во Велес. Инако што се однесува до нас, не успеавме да ги одржиме линиите, секако дека со додатни напори, дежурства, додатни средства што требаше да ги заставиме и се одржале. Автоатом ги почитува препораките на санитарните инспектори во врска со дезинфекција на автобусите, но потреба од воредна дезинфекција засега немало, додава Димовски. Ние имаме законска основа, 2 пати годишно да ги дезинфицираме автобусите и тоа го чиним. Последното дезинфицирање е септември месец 2016, што значи ќе му дојде трети месец 2017 да се дезинфицира. Посебно нешто не гледам дека има потреба и немаме ни совет за вонредно дезинфицирање од некога. Димовски додаде дека во постојан контакт се и со директорите на училиштата од Кочани и дека редукција на линиите за превозот на учениците со почетокот на второто полугодие ке нема.